like you. Give us a good name, use your body for the fame game. Faut absolument que je te voie après. Taking you after the jam. You look like a harlot, someone I can have. Номинацијата беше многу изненадувачка за мене. Мојот пријател Джей Ралф ја направи музиката на саундтракот за Chasing Guys и ми се јави да ја испеам песната. Таа е убава и лирична, но никогаш не замислував дека ќе биде номинирана за Оскар, изјавила Јохансон. Сега русокосата глумица ги откри своите планови дека со неколку девојки сака да направи женска банда. Со девојките сме во процес на работа. Најверојатно ќе се именуваме како One, но останатото ќе го задржиме во тајност, открила најплатената актерка во светот Скарлет Јохансон. Па доколку Јохансон се докаже и во музичките води како на филмското платно, може да очекуваме да стане и најплатена музичарка во светот. Актерката Ен Хетауеј планира да ги изненади стилистите во знак на благодарност за напорната работа во пресрет на Оскарите. Звездата од клетници и се заблагодари на својата армија од шминкери, фризери и стилисти, и посебно на незината миленичка Рейчел Зои, која е задолжена за стајлингот и на некои од најголемите звезди во Холивуд. Ки ги украдам сите за едно големо благодарам за се што прават, изјавила актерката без да издава што точно ќе прави со нив, откако што изјави ќе ги украде. Таа објасни дека тие се полни со љубов, поддршка, дарежливи и спокојни луѓе, со кои е едноставно да се работи, па потенцирала дека заслужиле голем одмор по напорната работа, кој најверојатно задоволната актерка ќе им го овозможи на незините многобројни стилисти. Елегантната јахта која е користена во најновиот Джеймс Бонд филм Skyfall е на продажба, а цената за еден ваков луксус изнесува $14,2 милиони. Оваа луксузна јахта е долга 18,3 метри и има можност да се прилагоди за дури 12 гости. Кабините и собите во внатрешноста на јахтата не се снимени на филмот, но се користени како соблекувални за актерите и нивната екипа. Кабините не се појавуваат во сцените на филмот, но постои една сцена од бањата која се појавува од трейлерот, додека салонот е претворен во дневна соба на Бернис Марлох. Филмската екипа ги променила боите на завесите, а мебелот кој се наоѓа во салонот е покриен. Тие исто така донеле и дополнителни работи како огледала, прибор и столици за режисерот и останатиот дел од екипата. Јахтата сега е достапна за купување по цена од $14,2 милиони, но за оние кои не се во можност да потрошат толку пари, таа е достапна и за изнајмување по цена од $120,000 неделно. Браќата Коен ќе напишат сценарио базирано на книгата Unbroken за херојот од Втората светска војна Луи Замперини, но на изненадување на сите, тие овој пат ќе направат одстапка. Нема тие да го режираат филмот, туку ќе се работуваат со Анџелина Џоли. Филмот ќе ја раскаже приказната на Луи Замперин, чиј борбен авион во 1943 година се урна во Пацификот. Тој преживеал 47 дена без храна и вода, бранејќи се од ајколи и непријателски авиони. Бил пронајден кај еден јапонски остров и 2 години мачен како воен заробеник. И денеска е жив, има 96 години и живее во Лос Анџелес. Сценариото во рацете на браќата Коен е предодредено на успех. Тие 5 пати се номинирани за Оскар за најдобро сценарио, а добиле 2 за Фарго и Нема земја за старци. Џоли наводно била многу пребирлива во изборот на следниот филм кој ќе го режира. Особено инсистирала на добро сценарио. Првоначалниот план бил филмот да го режира Франсис Лоренс, но во декември Џоли го украла неговото место и сега таа ќе биде главен режисер на филмското остварување Unbroken. Па да видиме дали новото режисерско остварување на Џоли ќе биде подобро од претходното, во земјата на крв и мед, кој најде на доста лоши критики.
chicks like you. Give us a good name, use your body for the fame game.